Почитувани, на 25 април годинава Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство Велес поднело кривична пријава против 44 годишна жителка на Велес, поради, како што тогаш соопштиле, постоење на основано сомнение за сторено кривично дело, употреба на исправа со невистинита содржина. Кривичната пријава, почитувани, била поднесена за прекршување на член 380 од Кривичниот законник. Еден ден подоцна, на 26 април, за оваа кривична пријава се пофалил на неговиот Facebook профил и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, со објава во која што изнесува детали за пријавата. Пријавената пријавила меѓународно признаен сертификат TOEFL IBT за познавање на англиски јазик со нејзино име, издадена од училиште за јазици од Пловдив, Република Бугарија. Иако знаела дека исправата е со невистинита содржина, МВ ја употребила како доказ дека поседува меѓународно признаен сертификат при нејзиното аплицирање на јавен оглас за избор на директор на детска градинка, пошто и била именувана на функцијата. Ова, почитувани, е објавата на Тошковски од 26 април. Прашањето е каде е сега Панче Тошковски и Министерството за внатрешни работи? Зошто молчат и не преземаат ништо за директорот на АНБ Бојан Христовски? Каде им е единицата за корупција при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал? Бојан Христовски, почитувани, исто така приложил сертификат за TOEFL од истото место, Пловдив, Бугарија, а во Пловдив воопшто нема таков испитен центар. И македонски и бугарски медиуми го потврдија ова. Значи Христовски нема меѓународно признаен сертификат за познавање англиски јазик, туку се користел со фалсификуван документ. Тоа, почитувани, представува прекршување на законот и кривично дело кое повлекува одговорност. Функционерите на ВМРО ДПМН не се заштитени мечки и одговорност мора да има. Бараме Тошковски по овој пример од Велес да поднесе кривична пријава против Бојан Христовски за кривично дело употреба на исправа со невистинита содржина согласно член 380 од Кривичниот законник. Доколку тоа не го направат, Тошковски и Министерството за внатрешни работи, СДСМ ќе поднесе кривична пријава против Христовски. Очекуваме јавното обвинителство да отвори постапка соодветно на своите надлежности, да спроведе транспарентна истрага која точно и непристрасно ќе утврди одговорност за скандалот. Ова, почитувани, е еден од најсериозните скандали кои го подкопуваат безбедносниот систем на нашата земја и мора целосно да биде расчистен. Ви благодарам.